хлорокинот е ефикасен препарат, меѓутоа кога се дава под контрола и со строга индикација, инаку земен на своја рака и погрешно може да предизвика многу тешки оштетувања во човечкиот организам и тешко да го наруши здравјето. Значи тој неповолно делува на срцето, на бубрезите, на нервниот систем, а најопасно е неговото делување на очите. Не можам сега тоа лаички да го објаснам, меѓутоа доаѓа до оштетување на неколку важни делови од окото и при тоа може да настанат тешки пореметувања на видот кои се иреверзибилни, односно не можат да се поправат и има опишани случаи во литература каде што после труење со хлорокин или злоупотреба на хлорокин настанало и слепило кај некои од тие што го употребувале. Азитромицинот исто реков на почетокот дека представува еден многу добар, ефикасен и моќен препарат, односно антибиотик, кој што при многу тешки состојби дава одлични резултати, посебно кај респираторни инфекции. Меѓутоа и тој земен на своја рака, без контрола, без консултација со стручно лице, исто така може да предизвика тешки нарушувања на здравјето. Па